Да се патува низ Република Македонија со моторно возило низ добро трасираните патишта, чиниш за еден ден ќе обиколиш целата нејзина територија. Но да се патува низ неа по скриени и помалку проодни ридски и планински терени, потребни ни се денови и денови. На едно вакво патување, по чии патишта тешко се движи и колското тркало, се одлучи нашата телевизиска екипа, посетувајќи го Кумановско-Кривопаланечкиот крај, поточно некои села, области и местности во источниот дел од Кумановско. И еве што забележавме. Уште на главниот пат Куманово-Крива Паланка, пред очите на намерникот, од малата височинка се пружа мощна интересна гледка од 3 поголеми рида со необична форма, а кои некогаш биле населени места. За тоа зборува и нивната конфигурација со равни платоа. На Костоперската карпа, или како што уште ја викаат Жеглиновски камен, се наоѓа археолошки локалитет на кој екзистирал животот од доцно античкиот и ранохристијанскиот, па се до турскиот период. Во околните ниви се уште се пронаоѓаат предмети, најчесто грнци и ќупови, од словенскиот период. Археолошки истражувања се вршат и во последниве години со цел да се откријат најстарите траги од животот во овој крај. Нашата намера беше да го посетиме најпрвин селото Сув Орав, или Суора, како што овде го викаат, а кое е едно од најголемите села во овој крај. Името го добило по оревот кој бил еден од ретките дрвја кои вирееле на оваа сува почва. Интересно за ова и за околните села е тоа што сите тие се од разбиен тип на село, со многу мала, а едно мало може да сочинува и само 2 до 3 куќи. Оддалеченоста на овие мала е речиси со километри. Така и селото добива огромна по километри должина. Од едно до друго мало, по кози патеки се патува дури и по 2 часа, што секако не е едноставно. Населението некогаш се занимавало со сточарство и заради потребата од големи трла, пасишта и штали, куќите, домаќинствата, се граделе на голема оддалеченост една од друга. Водата и денес е најголемиот проблем на селаните. Заради неа, а и заради лошите патишта и немањето нормални услови за живот, како за постарите, така и за младите жители, и покрај близината на Куманово, жителите масовно се иселуваат. Денес овде живеат повеќе стари, отколку млади луѓе, кои доаѓаат најчесто за викенди или празници. Јас се викам Блажица Пешевска од Сувора. Маш ми се вика Милорад Пешевски. Јас за него сум дојдена 15 години како сум дојдена. Овде живееме со сточарство,
со земјоделие, вода ни е далеку. Пасишта се далеку, нема соката кој да ја одгледува. Старците не можат. Струја имаме, кога ја скидат нема. По една недела ќе нема. Гориво друго нема, но за светло друго ништо нема. Газ нема, ламба нема. Да се живее тешко, вода нема. Е нешто сега што има да се собират полиња, тоа скупо. За жетва сега 80 милиарди за хектар. Пуно е распрскано и нема људи, нема народ. Оставени се се по двоица. И кој по стоку, кој по дома. За друштво тешко се дружимо, пошто далеко распрскано. Нема људи, нема народ. С кога ќе се дружиш кад нема ништо? И тоа што се остале, кој болан, кој стар, кој не види, кој не чуе. Децава мои у школу со Куманов, Бановка. Kad se raspustив, dojdem u selo ko na vikendom da će da starči. Naš vikend. Celo leto je tu. Između. Meni se interesno se čuti. Селската кооперација, како што некогаш се нарекуваше, односно продавницата, е главно собиралиште на селаните од Суфорев. Нашата екипа представуваше во ова село на 4 јули, денот на Борецот, кој до минатата година и овде беше еден од главните празници. Пред споменикот на паднатите борци се собирале и славеле заедно со жителите од околните села. Денес, на овој ден, дојде само помала група младинци, а славието изостана. Верскиот празник Спасовден е најголемиот празник на селото. На тој ден, на ова култно место, во вид на гроб трпеза, доаѓаат селаните и низ верски ритуал се слави денот. Ритуалот е пагански и се состои во тоа што секоја година од селото доброволно се јавува еден домаќин кој ќе биде кум на тој ден и тој како кум на оваа трпеза и дарува печено јагне. Селаните секој носи по нешто храна и остава на трпезата. Селскиот поп врши служба над самата трпеза, откако претходно искрстил вода по селските куќи. Откако ќе заврши верскиот ритуал, следува селска веселба со богата трпеза и гозба. Низ селото тече мала рекичка, поток, кој се вика Голем Дол и која заради честите дождови во оваа пролет пред нашата камера блесна со сета своја убавина. Вода, зеленило, па дури и по некоја помала риба, кои децата ги фаќа со голи раце. Околу овој поток и пошироко се наоѓаат селските бавчи. Речиси нема домаќинство без бавча крај Голем Дол. Над рекичката започната е и изградба на мост, но кога ќе биде завршен, знае само Севишниот. Го продолживме патот малку пеш, малку со нашето комби возило и тој не донесе до најинтересниот дел со кој ќе се сретне намерникот во ова село,
селската црквичка посветена на светителот Свети Никола. Така велат селаните. Но само додека човек не се најде пред незиниот влез, останувајќи помалку збунет. Имено, оваа црквичка може би е една од ретките, ако не единствена кај нас, која е двојна црква, со два влеза, два олтара и посветена на двајца светители, Свети Никола и Свети Ѓорѓија. Зошто е тоа така, никој не можеше да ни каже, меѓутоа нашиот впечаток беше дека делот, посветен на Свети Никола, е поочуван и повеќе во употреба, а и селаните ја именуваат само со неговото име, што наведува на размислување дека на времето кога се градела, а тоа било во далечниот 16 век, бил направен компромис на барањето на оделни мала, односно нивните жители, таа да биде посветена на светителот Свети Ѓорѓија. Така овие двајца светители рамноправно го делат малиот и скромен по димензии, но величенствен по фреско живопис простор. Црквата е еднокорабна, поделена на средина со две полукружни аркади, па така внатрешниот дел наликува на црква со два кораба. Последниве 2 години, со стручната интервенција на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, црквата е покриена со оригиналниот покрив од камени плочи и денес е заштитена. Но дотогаш, забот на времето, конфигурацијата на теренот, односно тектонските поместувања, како и факторот човек со својата нестручност и незнаење го направиле своето, унакажувајќи го ова мало ремек дело на нашата средновековна градба и живопис. Незнаењето за вредноста на овој фреско живопис, како и помодарството на некои веројатно побогати селани од Суфорав, во текот на 19. век направиле непоправлива и неопростива грешка. Имено долните зони од живописот, и тоа само во делот посветен на светителот Свети Никола, непознат зограф ги премачкал фреските со боја за да долови чувство дека е тоа мермер. Еве, нашата камера тоа добро го забележува, па така ги гледаме и тобожните шарки на мермерот. Каква грешка на оние кои сакале да ја преобразат црквата по углед на големите и побогати цркви, каде цоклето најчесто било правено во мермер. Во 16. век црквата е градена и живописана. Карактеристично за фреско живописот е што неговиот мајстор припаѓал на поугледните школи и поседувал извонреден талент. Сигурен цртеж, изразит графицизам, успешно моделирање на ликовите во руменикаво окераст инкарнат и раскошни декорации на одеждите. Ова особено доаѓа до израз кај трите лика на Исус Христос, насликани на сводот во делот посветен на светителот Свети Никола. На една од представите на Христос тој е насликан со крилја, што е мошне редок случај во нашиот фреско живопис, потоа сцените од неговите срадања, како и пророците, насликани во царски одежди, а сместени во медальони вдолж целиот северен зид на наосот во горната зона. Интересно е тоа што и покрај мошне малите димензии на оваа двојна црква, зографот успеал да смести повеќе сцени од животот на Христос и Света Марија, и тоа во мали полиња. За разлика од делот посветен на Свети Никола, во кој и апсидата е подобро очувана и каде што се чини селаните почесто доаѓаат на молење и богослужба, делот посветен на Свети Ѓорѓија е во полоша состојба. Речиси 2/3 од фреско живописот е уништен под шалитрата, а апсидата и северното крило се во таква состојба што чиниш зидовите во секој момент ќе се урнат.
На јужниот зид, меѓу двете полукружни аркади, се наоѓа извонредна фреска посветена на светителот исцелител Дамјан. Необично е тоа што таа е во поголеми димензии од преостанатите фрески. Наспротив него сигурно бил насликан Кузман, но тоа денес е се под малтер и варовник. Над влезот во исто така поголеми димензии насликан е патронот на овој дел од црквата, светителот воин Свети Ѓорѓија. Фреската е едвам препознатлива. Овде се мощни, интересни минијатурните медалјони во вид на орнаменти во кои се сместени ликови, најверојатно на ангели или светители. Орнаментиката се сретнува и на северниот и на јужниот зид, а нејзините представи се во вид на флора и геометриски фигури. Иконите од двата олтара се од понов датум и најверојатно работени од истиот мајстор кој ги пресликувал и фреските во наосот од делот посветен на Свети Никола, така да немаат поголема вредност. Околу оваа двојна црква се наоѓаат селските гробишта. Обраснати во густо и високо зеленило, надгробните плочи, кои се во мощни, интересни и архаични форми, така речи, доминираат на овој простор. Бидејќи местното население се занимава и со каменорезачкиот занает, за што имаат извонредни услови, надгробните плочи и споменици ги изработуваат самите селски мајстори.
и ние имавме можност да видиме како се издлабуваат истите. Инаку каменот од кој се изработуваат овие споменици, а од кој е направена и црквата, е познатиот камен тетрахит. Овде го има во изобилство, а е мошне мек и погоден за работа. Целата околина на овој кумановски крај лежи на каменот тетрахит. Патувајќи со нашето комби возило низ овие предели, имавме моменти кога моравме истото да го оставиме и да одиме пеш. Така беше и сега, кога продолживме кон Карпино. Самиот збор кажува каков е патот. Наоколу карпи во необични форми и големини, а околу нив густи шуми во кои, како што ни рекоа селаните, домаќин е волкот, а ги има и срните, зајаците и другите дивинчиња. Немавме среќа некој од нив да не пречека, но затоа пак наидувавме на мошна интересна флора. Овде, на овие височини, секоја тревка, а ги има безброј, како да е лековита, а за нивниот квалитет гарантираат височината, сонцето и чистоќата. Патот низ Карпино води за Карпинскиот манастир и црквата посветена на Воведение Богородичино. На нашиот пат најпрви наидовме на некогашното езеро, Рибник, од кое и денес има остатоци. Легендата вели дека езерото било толку длабоко, што ниту каменот врзан за јаже не му го допирал дното. Денес тоа повеќе наликува на шамак. Поставено така природно да ја абсорбира атмосферската вода, ова езеро некогаш било мошне богато со риби и оттука се снабдувал и манастирот како еден од главните културни и духовни центри во овој регион. Пред самиот влез на манастирот е светата изворска студена вода. Овде народот пали свеќи, остава пари за здравје и се освежува и пие од водата исто така за здравје. Само на неколку метри над овој извор, раскошно се открива манастирскиот комплекс Карпино. При првиот чекор во манастирскиот двор, на човека срцето ќе му се стегне од гледката што го пречекува. Чиниш целиот е во урнатини.
Манастирските конаци на западната страна, на северната и делумно на јужната жално зјапаат во своите урнатини. Се наоколу е запустено и обраснато во висока трева. Додуша на намерникот посетител, погледот ќе му се задржи и на оној дел од конаците кој е делумно реставриран, но тоа не е доволно не за ваква убавина сред која се најдовме и ние. За жал, ни момокот кој го чува манастирот и покри нашата претходна најава не го затекнавме тука. Па така, без ниту еден човек во него, делуваше уште пожалосно и глуво. Изградбата на манастирот се врзува за 16-тиот век, кога е подигната и црквата во Ведение Богородичино, односно кога е градена и двојната црква во село Сув Орав. Оваа црква е еднокорабна, со 3 ниши, со полукружен свод, чиј западен дел во текот на 17-тиот век бил президан, а во 19-тиот век на западната страна е дозидан отворен трем. Инаку манастирот се наоѓа на само 7 километри од селото Сув Орав, а околу него гравитираат и селата Карадак, Алинце, Бајловце, Дренак и други. Манастирот не само што бил центар, туку бил и мощне богат, што сведочат и 30-тината соби во конаците. Бил препишувачки центар, а неговото име за првпат се споменува во еден запис од 1592 година на ракописно евангелие од проигуменот Кир Јоаники Јеромонах, кое евангелие било пишувано во самиот манастир. Манастирот има голема, масивна камбанарија, која доминира во просторот. Под неа се наоѓа базенот, рибник, во кој се носела рибата од соседното езеро. Долу под портите на манастирот се наоѓа огромен базен од издлабен камен кој служел за преработка на вино и ракија. Богатиот живот кој се водел во манастирот веројатно бил помаган и од побогатите жители од овој крај кои го дарувале со своји прилози. Вториот ден од нашето патување го посетивме селото Бајловце. Ова село лежи на горниот дел од сливот на реката Петрошница, левата притока на реката Пчиња. Има поповолен положај, односно патот е попристоен, па така и населението овде повеќе се задржало на своите огништа. Тука се наоѓа и работната организација 11 октомври, која вработува жители и од околните села. И ова село е од разбиен тип и има дури 13 мала. Има остатоци од стари култури, а легендата за него зборува дека тука, на трите височини, живееле 3 цара по име Висле во тврдината Високо,
Коста во тврдината Коселница и Верса во тврдината Верса. Еден ден тие се сукобиле во жестока борба во која ги изгубиле и главите, а се заради убавата девојка од Падиште. Ова е селската продавница каде за жал и во ова село како најмногу бројни посетители се старците. Јас сам Андреја Овдека од Бајловце. Сам роден 18 години. И живим во тек намо овдека, Печалски крај не сам био. Нигде не. Овој наш народ е овдека живеал за време турско. А пред турско време наши населени овдека. И овој народ населен тако живи и се издржувал с печалбаски. На печалка иша, кој ишо, тој бија добар, кој не е со земјоделие слаб крај. Наши дедевци казувале, за време турско, овдека десетак снопи избирали и ново место вршили овдека баш. На сред село. Кој тамо му зима реквизицiju и тој десетак се збере, прво десетак се врши, па после се врши домашни работе. Тој друго нема што да каже. Има ли црква селово? Има и црква овдека. После се направила у данешница воланта, дом се направи, пут се до негде направи, народ виде живот у данешница. А за време бивша Југославија народ е нигде ништо, голи боси одио. Колку куќи има селото? Село е било 140 куќи, сега е дошло до 30 куќи. Тоа е двојица, тројица куќи, више нема народ. Од Бајловце се обидовме да се упатиме кон село Алинце. Меѓутоа, заради непроодноста на патот или поточно заради неподготвеноста на нашата екипа за вакви терени и покрај нашата желба да влеземе во селото, не успеавме. Истото со нашата камера го регистрировавме од подалеку. Инаку и ова село е од разбиен тип, а како што ни рекоа мештаните од Бајловце, бројот на населението рапидно се намалува. Така, за пример, минатата учебна година имало само 4 ученика во основното училиште, а оваа година само 2, заради што и школото е затворено. Животот во овие села тече полека. Селаните се приморани да преживуваат од оваа земја која повеќе е камен. Ги посетивме сега во сезоната на жнеење, па така и овие гледки, што би биле можни привлечни за сликарите и поетите, не пратија низ целиот наш пат. Овие купишта сено, или како што ги викаат стогови, сместени се под дрвата заради сигурноста на сеното, а и заради ладовината и за солниште од дождовите. Затварајќи го кругот на нашето патување низ овој Кумановско-Кривопаланечки крај, се спуштивме на главниот пат Куманово-Крива Паланка. Тука, под него, почнува рамничарското село Руџинце. Село, како и предходните, од разбиен тип и со многу мала, така што дури и една куќа прави едно мало. На патот во една од нивите наидовме на бунар со студена вода, која добро ни дојде по напорните патувања и по жешкото сонце. Во овие ниви пронајдени се голем број на археолошки предмети од времето на римјаните и доселувањето на словените, па и подоцна. Интересно е што има 2 села Руџинце. Ова, христијанско, и оноа на планината Карадак, кое е со муслиманско, турско население Арбанаси.
Селото има 3 слави: Петков ден, Ѓурѓов ден и Духови, и на сите тие празници селаните месат и сечат заеднички колач. Жилата артерија од која пулсира животот во овие села е реката Петрошница, левата притока на реката Пчиња. Обично во овој период од годината таа веќе е пресушена, но заради обилните дождови од кои се уште не сме поштедени, таа се уште тече. Инаку водите во неа се најголеми во месец јуни, потоа пресушува за во октомври повторно да им го подари својот благодет на овие луѓе. Тогаш таа е богата и со риба, а сега, во овие летни месеци, може добро да послужи и како перална. На патот кон Скопје, завршувајќи го ова наше патување, наминавме во село Стрезовце, а повод да дојдеме овде беше да регистрираме еден споменик куриозитет. Имено во самото село, на една од нивите, на сосема рамничарски дел, каде ни во околината нема ниту карпа, ниту ридови, се наоѓа огромен камен во вид на прстен, а меѓуместното население е познат како Марков прстен. Навистина крали Марко морал да бил голем јунак кога на својата рака носел ваков прстен. На надворешната страна видливи се релјефни вдлабнатини, кои во старите времиња пчелите ги користеле како кошници. Инаку, овој камен има култно значење. Се верувало дека тој помага кај жените нероткињи. Имено онаа жена која ќе успеела да се провлече од едната на другата страна од каменот, ќе останела тешка. Со овој необичен прстен на крали Марко го завршуваме и ова наше патување низ овие кумановски села. Да се надеваме дека во некоја наша друга прилика истите ќе ги затечеме побогати, ако ништо повеќе, барем со подобри патишта.